Кратки најави за денес. Од денеска поевтинуваат над 1000 производи со ограничени маржи. Синдикалната кошничка за февруари поскапа за 521 денар. Реновирање на интерното одделение во Општа болница Охрид. Популацијата на европски елен на галичица порасна на 250 единки и станува самоодржлива. Путин ги интензивира меѓународните контакти. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имав меледено утро со појава на умерен мраз. Во текот на денот преовладуваше сончево и студено време со максимални 6 степени Целзиусови. Во петок во крајните западни предели од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со засилен ветер. На југ од Скандинавија врнежи од снег и студено време. Во останатите делови од континентот доминација на поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува претежно стабилно и студено време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и студено време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -2 до 13 степени. Во Македонија во петок уште едно ледено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -13 до -2 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и студено време. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 0 до 11 степени. Во Охрид во петок по студеното утро со утринска температура од -5 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево и потопло време. Максималната дневна температура ќе достигне до 7 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота по студеното утро и температура од -5 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 8 степени. Во недела и понеделник облачно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од -3, односно -1 степен, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 4 до 6 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Hemboy, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Hemboy работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки.
Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Над 1000 производи од денес треба да бидат означени со помалку трошоци повеќе за тебе. Лебот, брашното, млекото, јогуртот, киселото млеко, јајцата и маслото за јадење имаат замрзнати цени. До крајот на април ќе чинат исто како и на 1 февруари. Владините одлуки за ограничување на маржите и за замрзнување на цените на дел од производите беа објавени во службен весник, а трговците треба да ги спроведат. Истите ќе важат до 30 април. Од денеска се очекува да поевтинат над 1000 прехрамбени и непрехрамбени производи, откако вчера во службен весник беа објавени одлуките на владата за ограничување на маржите и за замрзнување на цените на дел од производите до 30 април. Владата во вторникот на седница донесе одлука за ограничување на бруто профитната маржа и за утврдување на највисоки цени на одделни производи, со што треба да бидат опфатени 102 групи на производи. Производите во маркетите треба да бидат означени со помалку трошоци повеќе за тебе. Лебот, брашното тип 400 и 500, млекото, јогуртот, киселото млеко, јајцата и маслото за јадење имаат замрзнати цени. До крајот на април ќе чинат исто како и на 1 февруари. За овие производи маржата е ограничена на 5%. Маржа од 10% ќе се пресметува на месото и месните преработки за шеќерот, оризот, гработ, тестенините, сирењето, кашкавалот, маргаринот, путерот, кафето, соковите, конзервираниот зеленчук и овошје, како и за одредени алкохолни пијалоци. На дел од свежото овошје и зеленчук ќе се пресметува маржа од 15%. Маржа од 15% ќе се пресметува и за средствата за лична хигиена, детергентите, пелените, сапунот, тоалетната хартија и бебешката храна. Владата очекува цените на производите опатени со мерките да се намалат за најмалку 10%. Сите производи треба да бидат достапни за потрошувачите, односно трговците од владата добија обврска во маркетите да обезбедат најмалку 70% од количината на производите во јануари. Казните за утврдени неправилности се движат до 20.000 евра. Минималната синдикална кошница за февруари повисока за 521 денар во однос на јануари оваа година. Истата изнесува 63.773 денари, соопшти Сојузот на синдикати на Македонија.
Минималната синдикална кошница за февруари изнесува 63.773 денари и е за 521 денар повисока отколку во јануари годинава, кога беше 63.252 денари, соопшти денеска Сојузот на синдикати на Македонија. Според пресметката на ССМ, од минималната синдикална кошница едно 4-члено семејство за храна и пијалоци треба да одвои 23.427 денари. За облека и обувки 5.800 денари. За станарина, вода, електрична енергија и грејење 6.096 денари. За лична хигиена, одржување на хигиената во домот треба да се одвојат 2.195 денари. За здравје 1.135 денари. За транспорт 4.844 денари. За комуникации на едно 4-члено семејство во февруари годинава му биле неопходни 3.417 денари. За рекреација и култура 4.592 денари. За образование 7.036 денари. За ресторани и хотели 4.131 денар, а за останати стоки и услуги 1.100 денари. Ова значи дека на семејство каде двајцата родители се со плати од по 30.000 денари ќе им недостасуваат речиси 4.000 денари за да го преживеат месецот за кој се потребни околу 63.773 денари. Со изнајмен стан од 60 квадрати, минималната синдикална кошница пак изнесува 79.148 денари, се наведува во соопштението од ССМ. Завршено реновирањето на одделот за внатрешни заболувања со пнеумофтизиологија при Општа болница Охрид. Интерното одделение при јавната здравствена установа Општа болница Охрид се карактеризира со висока фреквенција на пациенти, како од нашиот град, така и од регионот, кои добиваат амбулантска и интрахоспитална нега. Последен пат одделот бил реновиран во далечната 1978 година, а со овој зафат опфатено е осовремување на болничките соби, работницките простори, кабинетите, санитарните јазли и замена на надворешната столарија. Преку реализација на овој проект се подобруваат квалитетот на здравствените услуги и условите за работа. Се намалува ризикот за интрахоспитални инфекции и се зголемува енергетската ефикасност, велат од Охридската општа болница. Од таму информираат дека вкупната вредност на проектот изнесувала 4.500.000 денари, обезбедени од сопствена и од донаторска сметка. Популацијата на европски елен на галичица порасна за 250 единки и веќе станува самоодржлива. Во зимските месеци вработените се грижат како за единки во репродуктивниот центар, така и за оние кои се веќе пуштени во природа, со обезбедување прихрана, а во сушните месеци се прават поелки за вода. Целта на враќањето на ова животно на падините на галичица е подобрување на управувањето со високопланинските пасишта, а се очекува елените во исто време да бидат и атракција за туристите. Популацијата на европски елен во Националниот парк Галичица прерасна на 250 единки од првичните 30 кои беа донесени во репродуктивниот центар во 2019 година. Вработените во паркот постојано се грижат за овие животни и го помагаат нивниот опстанок. Во зимскиве месеци во репродуктивниот центар, сместен на 100 хектари во локалитетот Костобачило, се носат големи количини житарки и сено за прихрана на елените. Вршиме редовно прихрана на елените, како на тие што се во рамките на репродуктивниот центар, исто така и за оние кои се веќе ослободени во дивина. Јавната установа минатата година веќе ослободи 30 во природа, значи ги пуштивме надвор од оградата. Ова година повторно ќе ослободиме единки и дополнително развиваме инфраструктура за поддршка на елените кои се во дивина, односно хранилки и поила за вода, бидејќи Галичица е сушна. Целта на враќањето на европскиот елен на Галичица е да се компензира недостатокот на тревопасни животни на високопланинските пасишта, односно подобрување на управувањето со тревните екосистеми. Заштитата и зачувувањето на високопланинските пасишта е од голема важност поради што тие се карактеризираат со висока биоразновидност на ендемични растителни и животински видови.
Со испаша се спречува и обрастување на пасиштата со високи треви, кои го зголемуваат ризикот од ширење на пожари. Дали збогатувањето на фауната со популацијата на европски елен ќе ги даде очекуваните ефекти, ќе покаже мониторингот на високопланинските пасишта. Покрај тоа што имаме потреба да воспоставиме мониторинг за да ги видиме ефектите од елените, од нивното хранење со трева во паркот, значајно и каде ќе се движат. Од тие причини во 2025 планираме да набавиме неколку колари се викат, значи ремени во кои е вграден GPS, за да пратиме каде ќе се движат тие на кои ќе се ставят колари. Сложена е и таа процедура, значи треба првин да ги заловиме елените на кои ќе се поставят колари, да се поставят коларите, па после да се пуштат. Најверојатно ќе го правиме тоа со успивање. Покрај заштитата на биодиверзитетот преку активно управување со високопланинските пасишта и на пејзажните вредности, како и намалување на ризикот од пожари, со враќањето на планинскиот убавец еленот се зголемува и атрактивноста на националниот парк за туристите. Вработените во паркот кои се задолжени за одржување на репродуктивниот центар, елените се веќе навикнати на нив и на неколку метра идет луѓето од нив, елените не бегат. Значи, можеме да очекуваме во текот на времето дека елените во Националниот парк Галичица ќе се навикнат на присуство на луѓе, така да посетителите редовно ќе може да ги гледат. Според Антон Бојаджи, популацијата на европскиот елен на Галичица е веќе голема и самоодржлива и нема да биде загрозена од предатори по напуштањето на репродуктивниот центар, а и природата ќе ги избалансира односите меѓу видовите. Во иднина најверојатно нема да има ограден простор, туку целиот Национален парк Галичица ќе биде регионален репродуктивен центар за европски елен. По иницијатива на јавното претпријатие Охридски комуналец, вчера беше реализирана заедничка акција со Националниот парк Галичица и волонтери за расчистување на диви депонии во Трпејца. Во координирана заедничка акција на комуналец, волонтери од местното население и членови од Сдруженијето на љубители и поддржувачи на Националниот парк Галичица вчера се расчистија мапирани диви депонии на 3 локации во село Трпејца. Со вонреден ангажман на сите учесници во оваа акција беа подигнати 22 метри кубни отпад, каде најзастапен беше кабастиот отпад. Информираат од предпријатието и додаваат дека се надеваат дека на овој начин ќе влијаат во подигнувањето на јавната екокултура за зачувување на природното богатство. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.